Добар ден, драги мои добри луѓе, како сте ми? Дали сте добри? Верувам дека сите сте добри, супер. Која во кујната го спрема ручекот, која пред телевизор со кафенце со комшиката на терасичка. Лето е прекрасно, време гори и од горе и од доле, ама ние си се освежуваме тука во Златно буре Кучково. Овде е ладоминка, да ви кажам колку само степени има разлика од градот до овде. Значи, тоа е неверојатно. Овде постојано пирка ветерче, не се чувствува таа жешка атмосфера како во градот. Тука е така се релаксирано, убавко, ки си се разладите во базенот или ќе прошетате во околијата, едноставно ќе уживате. Ние продолжуваме со нашиот циклус на емисии со летните салати. Драги мои, денес ќе имам едно најспецијално изненадување за вас, една салата која што вака мелем ќе ви се залепи, за се ќе ви се залепи, ќе уживате и ќе прашате има ли уште од таа салата? Но вие можете дупла доза да си направите од овај неверојатен вкус. Денеска ќе ви направам салата од морков и наут. Ама тоа е нешто леле. Значи прекрасна. За да ја направите оваа салата, вас ќе ви треба главна улога во оваа салата игра морковот. Морковот потекнува од Авганистан и понатаму со текот на времето е разнесуван во целиот свет. Ние најповеќе го користиме портокаловиот морков. Има многу бои, има светло жолта, портокалова, црвена, виолетова и така натаму, многу видови на моркови има. А предноста да се јаде морков, што да ви кажам, дали сте слушнале дека морковот, секојдневната примена на морковот и тоа во поголеми количини може да биде превенција за канцерогени заболувања. Исто така ја подобрува работата на дигестијата и го подобрува видот, помага за нашиот вид, содржи витамини А, С, Б3, содржи калиум, калциум, магнезиум и што се не содржи морковот, така да топло ви препорачуваат и сите доктори и нутриционисти да јадете морков колку што можете повеќе. Се применува во козметиката, во подобрување на кардиоваскуларното здравје. Понатаму исто така наоѓа примена во македонската традиционална кујна во сите облици. Велат дека без морков нема манџа, нема тава, нема јадење без морков. Но еве сега ќе си направиме една салатка, освежителна, вкусна, богата, значи многу богата салата, токму со морковот. И морковот, дали знаете дека е еден од најмокните антиоксиданси, за разлика од другите зеленчуци, така да јадете морков, пите сокови од морков, ставајте го секаде каде што ќе можете. За оваа салата да ја направите, вас ќе ви требаат 4 до 5 моркови кои што се претходно малку обарени и насечкани на тргалца. Едно авокадо кое што порано беше луксус, а сега го има во сите маркети, но добро созреано, излупено, ќе го насечкаме. Половина кромит на полумесечинки насечка. 100 грама ќе ни треба козјо сирење. Ако немате козјо, можете и кравјо, и овче, и мешано, какво сакате. Малку вода за да го разредиме сосот, маслиново масло 100 мл, една чаша варен наут. Исто така од тегла можете да го користите од нашите маркети, кои што ги имаме на располагање во секое време. 3 до 4 супени лажици Макдонос, една црвена пиперка на ситно сечкани коцкички, или ако немате црвена пиперка, ставете зелена, само тие дебелите да биде, да не е тенка пиперката. 4 до 5 супени лажици ќе ни треба од сусам направен
варијант кој што исто така се продава во теглички во нашите маркети. Потоа ќе ни треба малку свежо нане, ќе ни треба сок од 1 лимон исцеден, 1 чешне лук ситно сечкано, сол, малку сув градинарски зачин, бибер и семки за нарасување. Па да почнеме со работа. Најпрви да го исечкам авокадото. Значи ви реков дека иако немате авокадо, нема да ја расипете салатата. Таа ќе си остане убава и вкусна и без да ставите авокадо. Но како што ви кажав, го има секаде, во сите маркети го има. Буквално во сите маркети и одберете си едно авокадо. Колку е вкусно и како добро е созреано. Ете така. Значи, гледајте колку е богата оваа салата. Нема што нема во неа. И кога ќе го споите сето тоа, вие добивате една фантазија од вкусови. Здрава салата, која што исто така и оваа салата може да ви биде оброк салата. Така. Сега го ставам морковот во еден сад. Прво ќе ги ставам сите суви состојки пред да го направам сосот. Еве сега на вистина со голема љубов ја исполнувам желбата на нашите гледачи, кај што ми велат дека Адријана сакаме повеќе салати, затоа што сега е времето на салатите. Сега ја ставам пиперката внатре. Така. Кромидот. Леблебијата, но мене ќе ми треба поголем сад. Дефинитивно одам, моја лоша проценка, одам по еден поголем сад. Еве сега ги префрлувам сите работи овде, ова е веќе поголемо, ова ќе го чувам за сосот. Ете така. Значи ќе ја ставам сега и леблебијата, тоест наутот. Можете пред да ја употребите. Ние така направивме, пред да употребиме леблебијата, ја исплакнавме во неколку води. Ќе го ставам макдоносот внатре. Така. И ќе го ставам сирењето. Сирењето. Ќе го ставам лукчето внатре. Сол. Малку градинарски зачини. Една кафена лажичка. Бибер. Половина кафена лажичка. И сега ќе го направам сосот. Ова нека ни го настрана. Ставам маслиново масло. Сок од 1 лимон. Така. Ќе го ставам таанот внатре. Значи таанот се добива од сусамот. И каков магичен вкус ќе му даде на оваа салата. Така. Ова салата токму треба сите да ја направите, да ви кажам. Само
здравствени придобивки можете да имате од оваа салата. Сето ова го мешам, ќе му додадам малку водичка и ќе го насечкам и нането на самиот крај. Така. Сега го истурам сосот врз сите овие состојки. И ќе проверам после се разбира за сол. Така. И сега започнувам со мешање. Да ги спојам сите состојки со сосот и меѓусебно. Убаво, домашно, македонско, бело винце, леле, колку ќе сака ова. Ова е една од најпрекрасните салати и највкусните што воопшто сум ги пробала. А да се на база на македонскиот зеленчук. Македонскиот зеленчук е сега малку се осовременети рецептите, нели? Помладите домакинки, па смислиле дека ако ставиш авокадо ќе биде уште поубава, но ние ги следиме па и тие новитети. Ете така. А семките се ставаат од озгора за нарасување. Ајде сега да пробаме за сол да видиме. Леле фантазија. Би ставила уште само малку затоа што сирењето е многу солено. Секој ќе си ја аранжира по своите лични креации, исто и оваа треба да одседи барем половина час или 1 час на собна температура, потоа ја ставате во ладилник и ја сервирате. Ова е деликатес на трпезата. Деликатес. Ова да ви кажам, нема да можете да престанете да јадете. Но пред да однесам во кујната, заборавив, треба да и наросам или семки од тиква или од сончоглед. Да и наросим. Да видите ова која убавина ќе биде. Ова ќе биде за мерак. Нане. Како мириса.
Сега сме комплетни. Драги мои добри луѓе, ова е вистинско уживање да си има оваа салата. Верувајте ми дека денеска оваа салата ќе биде главно јадење, не само за мене, и за другите. Еве, сега да си ставам од неа. Колку состојки имаме, па и нането што го ставивме на крајот. Ова салата ја јадеш без грижа на совест, така? Ајде, сега да ја пробаме со севкупно, со сосот, со нането. Леле, колку е вкусна. Нема престанување. Одлично. Леле, нането што прави? Нането и лимонот. Танот. Семките. Ова е чудесија. Ова е чудесија од салата. Навистина нема престанување. Можете и подпечено лепче да си земете, а и само така, па како е добро изладена. Драги мои, сигурна сум дека и вие ќе посакате да ја направите оваа салата и ќе уживате во незиниот вкус. Јас ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. За нас нема одмор. Ова лето ќе си снимаме, ќе си работиме и целата екипа наша, сите заедно, и тимот во Златно буре Кучково, само за вас. Ние заедно, вие и ние ќе си создаваме нови емисии и ќе си истражуваме за подзаборавените македонски традиционални специјалитети. Бела дека љубовта е единствената работа во светот која што не бара објаснување и не бара причина. Сакајте, љубете. Без љубов сме никој и ништа. Довидување.